според статистиката некаде имаме загинат на секој 3 дена или имаме по 10 повредени дневно. Дете кој нема положено, дете кој управува со возило кој не е возач почетник по 23 часа, возач почетник кој управува со возило над 75 киловати, сето возач под алкохол, возач под наркотични средства. Не. Како до подобра едукација? Во самиот образовен систем не постои предмет собраки. Лицата со попречености, мајките со колички се целосно обесправени во учество на собраќајот. Најчесто во последно време е голем проблем користењето на мобилен телефон и на слушалки кај пешаците. Они се тотално исклучени од собраќајот. Каде тротинето да вози, на улица или на тротоар? Скоро нема возач и каже па 40 во населено место е премногу бавно. Недостасува контролата на лица кои управат под алкохол. Недостасува контрола на брзината во населените места. Значи не е до менталитетот, ни фали контролата во системот, начинот на контрол. А кај нас појасите, миле, да бидеме искрени, прашина фаќаат. Само во последните 2 години сум сведок на 3 жртви во Струмица кои не носеле појас. Најголем процент на учесници во сообраќајните незгоди се на возраст до 25 и над 65 години. После сите тие податоци кои ми ги кажа, мислам дека не сум безбедна на улица. Да, но по твоја вина.